Млади земјоделци од 18 до 40 години ќе добијат неповратна помош од државата во висина од 10.000 евра за отворање земјоделски фирми или за модернизација на производството. Исплатата ќе се врши едногодишно, двогодишно или тригодишно соодветно на барањата на фармерот. Неповратната помош се доделува и на оние кои планираат да започнат бизнис и на оние кои веќе имаат, а сакат да го развијат. Можат да аплицираат граѓани на возраст од 18 до 40 години, носители на земјоделско стопанство запишани во единствениот регистар на земјоделски стопанства во Министерството за земјоделство и кои ги исполнуваат условите од програмата за рурален развој. Дел од струмичките земјоделци велат дека ваквите мерки и проекти се добредојдени за земјоделците, а најмногу како што велат, за да ги задржат своите деца во родното место и да не заминуваат во странство. Програмите што се за рурален развој, 50-50, ИПАР што е таму за механизација, трактори да се обноват и да се промени целата моја механизација и за мене тоа ми е поважно и подобро отколку конкретните директни плаќања. Тоа се за мене ситни пари. Па и тоа е едно од подобрите мерки. Значи, што се однесува во земјоделието, за младите фармери, се колку ќе го прифатат, јас не знам, колку што гледам одзивот, така е најавата на телевизија, дека е доста добар, ама еве ќе ви кажам, значи, јас планирам за мојот син да направиме една таква добра програма, со тоа што не најповеќе средствата што ќе бидат тоа, што ќе бидат земени од државата повредни, туку некако да го врзам син ми да биде тука до мене, бидејќи и он полека почнува да гледа на страна, значи како тука нема, нели, финансите се мали, но така како ќе има нешто покрај кое он е негово и ќе почне за тоа да се грижи, се надевам дека ќе остане тука покрај мене, бидејќи уште тоа не ни фали во денешно време. За оваа намена годинава државата издвои 70 милиони денари или 1,1 милиони евра. Грантовите се доделуваат за период на реализација на деловниот план. Поддршката за инвестиции на младите земјоделци беше воведена во 2012 година и досега се склучени договори во вкупна вредност од околу 100 милиони денари, односно 1,6 милиони евра. Списокот на млади земјоделци што ќе добијат грант ќе биде објавен идниот месец. Во Агенцијата за финансиска поддршка во тек е разгледувањето на апликациите со бизнис плановите за кои државата ќе склучи договори во вкупна вредност од 1,1 милион евра.